Заврши вонредниот надзор на обвинителите, но за резултатот ќе се почека, бидејќи обемни и сложени се предметите за Рамис Мерко. Дел од нив се уште се проучуваат и анализираат, велат од јавното обвинителство, откако тимот обвинители пред 2 дена почна да истражува дали кој му прогледувал низ прсти на струшкиот градоначалник, против кого од 2015 година има 6 активни предмети кои воглавно се за злоупотреба на службената положба и овластувања, оформени по кривични пријави од Сдруженија на граѓани, адвокати, Управата за финансиска полиција, Државната комисија за спречување корупција. По завршувањето на проверките, комисијата ќе изготви извештај со насоки за постапувањето во конкретните предмети. Комисијата на јавното обвинителство, задолжена да изврши вонреден надзор на заведените предмети против Рамис Мерко, изврши увид во сите завршени предмети во работа против ова лице во Основното јавно обвинителство Струга, Вишото јавно обвинителство Битола и во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. По завршувањето на проверките, комисијата ќе изготви извештај со насоки за постапувањето во конкретните предмети. Извештајот на обвинителите од извршениот надзор ќе треба да даде одговори дали Мерко вршил притисоци во обвинителството и судот во Струга, но и во Битолското висше обвинителство, бидејќи една од причините за кои тој се најде на црната листа на САТ и поради притисок врз правосудните органи. Стружани не се и нема да бидат изненадени од секој нов скандал на Мерко, вели пратеникот на ВМРО ДПМН од Струга Мирче Аџиевски. И Стружани не беа изненадени од последната црна листа на која што се најде и градоначалникот на Струга, бидејќи тие живеат долги години наназад со сите овие криминали и корупции што се случуваат во Струга, со сето она, да речам, дивење, непочитување на закон. И покрај барањата за оставка од политичките опоненти јавноста, струшкиот градоначалник и понатаму е активен на работа секојдневно, а единственото обраќање досега му беше во понеделникот преку статус на Facebook, во кој порача дека ќе биде достапен за соработка со судот и обвинителството.